Само неколку субјекти пројавија интерес за користење на простории во зградата во која беше сместено киното. Општината распиша повик, но не се најдоа закупци за сите простории во оваа зграда. Градоначалникот Шадиев вели дека ќе следи уште еден повик, со кој ќе се направи обид да се распределат сите простории со кои располага локалната самоуправа. Истовремено ние подготвуваме уште неколку простории за издавање во наредниот период кои ќе бидат од комерцијален тип, значи во предниот дел на киното порано, што беше влезот на киното, тука ќе имаме уште два деловни објекти кои што ќе ги издаваме како општина Велес, бидејќи за тоа моментов има интерес, додека останатиот дел на зградата повторно ќе оди оној дел што не е издаден, ќе оди на повторен оглас и очекуваме дека и тој дел ќе биде комплетно издаден на заинтересирани организации или политички партии и така натаму. Субјектите кои се пријавија на првиот повик веќе потпишаа договори за користење на простории со локалната самоуправа. Чадиев информира дека намерата е да се премине и на реновирање на киносалата. Тоа значи дека негде на крајот на годината ќе почнеме со посериозни зафати на тој значаен објект во центарот на градот. Значи ние во моментов правиме проект како сето тоа ќе изгледа не само киносалата, него не се интересира и неговиот предпростори, не интересира и терасата. Едноставно ќе се обидеме да стапиме во контакт со дистрибутерите на филмови во Република Македонија, да видиме нивната заинтересираност во кој прави сето тоа би се одвивало. Во секој случај знаете дека сега е тенденција да има мали кина од по 50-70 седишта до 100 седишта максимум, за да се исплати сето оноа што се работи. Кон крајот на годинава ќе започне подготвувањето на киносалата, за веќе следната година да започнат и проекциите на филмови.